Значи, министра, прво да ве прашам во однос на најактуелната тема која е нападот на Турција, турската офанзива во Северна Сирија и проблемот кој што може да настане со затворениците кои ги држат курдите таму, кои што се евентуално повратници, кои што се заробеници таму и кои што би можеле да се вратат во своите земји. Прво, дали имате сознание дали таму има меѓу нив се уште македонски државјани кои би можеле поради оваа офанзива да се вратат во Македонија? Па генерално кога завршуваат воените действија во било кој од тие кризни жаришта, тогаш настапуваат полициските активности. Едно од тие работи и повраток на луѓето кои што заминале на воените жаришта. Ние минатата година, заедно со партнерските служби, имавме вратено 7 личности кои што биле во камповите во Сирија, така да и во овој момент има државјани на Република Северна Македонија кои што се наоѓаат на воените подрачја во Сирија. Не се исклучува можноста да еден дел од тие бидат вратени и тоа е практично стратегија и на партнерските служби со кои што работиме заедно, да се изврши репатриација, се со цел понатаму државата да ги презема другите мерки од кривично правен аспект, од аспектот на дерадикализацијата, ресоциализација и така натаму, нешто што многу интензивно го работиме сите овие изминати години, се со цел да ги зајакнеме капацитетите, да создадеме можности за ефикасна борба против насилниот екстремизам и против радикализација. Ќе се навратам на тие мерки за дерадикализација. Сакав прво да прашам дали знаете точно колку државјани на Северна Македонија би можеле моментално уште се наоѓаат во Сирија, би можеле да се вратат? Имате некакви бројки? Имаме податоци кои што ги имаат Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност и ние сме во постојана размена на информации како безбедносни служби на Република Северна Македонија, така да се знае и бројката на луѓе со кои што се наоѓаат на тие подрачја. Меѓутоа, за тоа оставам да се завршат процедурите и на основа на тоа тогаш да разговараме конкретно со бројки. Колку се опасни тие луѓе? Видите, луѓе кои што ќе се радикализираат се прилично опасни по безбедноста и на околината и така натаму, луѓе кои што после тоа учествувале во воените жаришта во овие држави, секако дека станува збори за лица кои што поминале соодветна обука за да може да бидат на тие воени жаришта. Сето тоа е аспект на контрола која што треба да се воспостави после нивното враќање во државата. Дали тоа ќе биде враќање од некој од камповите, дали тоа е нивно доброволно враќање на територијата на државата. Ние имавме неколку оперативни акции, Келија 1, Келија 2, Келија 3, кои што се однесуваат токму на повратниците од Сирија, Авганистан и од Ирак, луѓе кои што учествувале во тие воени конфликти, за кои што постоеше доказ дека навистина учествувале во нивните странски војски и кои што биле активни чинители во воените подрачја. Така да, тоа е сериозен предизвик за секој од државите и сериозен предизвик и за нашата држава. Меѓутоа, капацитетите од ден во ден јакнат во овој поглед и така да можеме успешно да се справиме со секој од овие предизвици. Значи, конкретно кога се враќаат тие што се вратиле или тие што ќе се вратат, што се случува? Која е процедурата? Одат директно во затвор или прво им се суди? Што се случува точно чекор по чекор со тие луѓе кога ќе се вратат во Северна Македонија? Значи, луѓето кои што се наоѓаат на воените подрачја и за кои што постојат докази дека учествувале во вооружените конфликти, биле дел од странски војски и така натаму, нормално низина процедура, низина кривична постапка во државата која ќе бидат вратени, се спроведува таа постапка, значи се изведуваат и пред надлежен суд, се работи со надлежниот обвинител и на основа на тоа се определуваат идните мерки кои што ќе ги одлучи судот дека треба да бидат донесени. Дали е тоа притвор, се води истрага, судење и така натаму. Тоа е
едниот дел, меѓутоа има и лица кои што или не учествувале во странските воени служби, или биле само на тоа подрачје и така натаму, или нема за нив доволно докази. Тоа се категорија на луѓе кои што со кои што треба да се работи на поинаков начин, се со цел да се развие таа програма веќе за ресоциализација и за дерадикализација нивна во македонското општество. Како се дерадикализираат? Има програма која што ја работи Националниот комитет за борба против екстремизмот и насилниот екстремизам и радикализам. Тоа е посебно тело кое што се наоѓа под надлежност на владата. Имаме национален координатор и двајца заменици и тие преку соработка со верските заедници, со невладиниот сектор, преку соработка со партнерите, преку развивање на програми и така натаму, имаат програми кои што ги поминуваат и овие. А овие што одат во затвор, и ве прашав тоа и вчера, меѓутоа ако може по-детално да ми одговорите, знаеме дека ситуацијата во затворите е лоша кај нас, меѓутоа и секаде во светот затворите се извор на радикализација сами по себе, и немам сознание дека ситуацијата во македонските затвори е подобра отколку да речеме во белгиски или во француски. Какви имали програми внатре во затворите за дерадикализација, да се внимава да не радикализираат други затвореници и така натаму? Каква е состојбата во затворите? Да, ние имаме, би рекол, помал предизвик заради тоа што имаме помал број на луѓе, за разлика од другите држави, кај што имаме огромен број на луѓе кои што учествувале во воените подрачја. Меѓутоа, секако дека и таа бројка која што се наоѓа во македонските затвори е и tekako, би рекол, потенцијална за да може и да радикализираат други структури, да имаат контакти со надворешниот свет и така натаму. И во тој поглед, во рамките на капацитетите со кои што располагаат македонските затвори, знаете дека надлежност над затворите има Министерството за правда и Агенцијата за извршување на санкции. Тие превземаат мерки во делот на спречувањето на комуникациите, пред се интернет комуникацијата, на основа на која што може да се шири таа нивна верска идеологија за радикализација и така натаму, и на тој начин да успеат да се справуваат со овој предизвик. Меѓутоа, факт е дека мора многу повеќе да се работи на развој на такви програми и во самите затвори. Таму сигурно дека постојат одели кои што работат со затворениците, одели кои што работат и на нивната ресоциализација. Прашањето е дали е тоа доволно. Мислам дека не е доволно, мислам дека треба државата да направи многу повеќе во овој дел, и затоа и ова што го правиме и со подпишувањето на акцијските планови и на протоколите и на јакнањето на државните капацитети во справувањето со борбата со тероризмот е всушност во таа насока, да во сите институции се створат доволно капацитети за да можеме да се справуваме со овие ризици и предизвици. Рековте вчера, објаснивте дека Македонија е клучна, Северна Македонија е клучна во спречувањето на терористички напади, дека самата земја нема ризик во самата земја од голем ризик од напад, меѓутоа дека сме клучни од геостратешка гледна точка. Има ли сега со новиот наплив на мигранти кои што доаѓаат од Грција и ситуацијата во Турција, можеби ако се влоши, ризик дека преку тие мигранти да се инфилтрираат и потенцијални терористи на европско тло? Да, јас реков дека геостратешката положба на Република Северна Македонија, па и на државите во окружувањето, ни нудат многу поволности, многу придобивки заради добрите конекции, заради пристапноста, важноста на целиот тој регион. Меѓутоа, паралелно со тоа, одат и сите овие ризици и предизвици кои што се од аспект на безбедноста, и не само тероризмот, или можноста да имаме луѓе кои што се поврзани со тероризмот, туку и организираниот криминал, транснационалниот криминал, движењето на трговија со луѓе, трговија со оружје, трговија со дрога и така натаму. Сето тоа е потенцијална опасност за државата, за регионот, и тоа е предизвик со кој што се справуваме ние како институции.
секако дека миграцијата сама по себе една би рекол опасност која што видовме како може да се одрази на државата. Имајќи во предвид бројот на мигранти кои што поминаа низ државата, со оглед на нашата големина и така натаму, тоа само ни го потврдува фактот дека е многу голем предизвик за да може да успешно да се справите со тој феномен. Ние успешно се справивме во тој момент и од тој момент наваму сме насочени како институции комплетно во јакнењето на капацитетите за справување со било каков евентуален нов мигрантски бран. Ние имаме состојба во која што сме добро поставени, формиравме посебна национална група, би рекол, која што се занимава, односно национална единица, која што е за борба против миграцијата илегална и трговијата со луѓе, и тоа дава резултати. Ние секојдневно се справуваме со мигранти кои што сакаат да влезат на територијата на Република Северна Македонија. И тоа во овој период целосно немаме сериозно зголемување на таа бројка, дури во август месец има намалувањето на бројот на обиди за влез илегален во државата и се одржува некој баланс, би рекол, некоја бројчана состојба која што била и во претходниот период. Многу ќе зависи функционирањето на договорот Европска Унија и Турција и доколку тој договор функционира на овој начин на кој што функционира и сега, нема, би рекол, поголема опасност дека можеме да имаме нов мигратски бран. Меѓутоа, ние мораме да останеме будни, мораме институциите да ги држиме на едно високо ниво на подготвеност, се со цел, ако дојдеме во ситуација да имаме нов мигратски бран, да можеме да се справиме со тој феномен. Се сретнавте вчера и со директорот за проширување, господинот Даниелсон. Добивте ли некои добри вести во однос на датумот во октомври или е статус кво за сега? Ние вчера разговаравме за напредокот кој што го имаме направено во институциите, напредокот кој што го имаме направено во Министерство за внатрешни работи, го информирав за реформите кои што сме ги направиле, кои што се функционални, како функционираат и така натаму и така натаму. Заедно констатиравме дека е направен огромен исчекор напред во однос на реформските приоритети на владата на Република Северна Македонија и дека секојдневно се прави чекор напред кон исполнувањето на критериумите кои што ќе значат позитивна одлука во однос на отварањето на датумот за преговори. Секако дека таа одлука ја носи Советот и никој не може пред тоа да каже со сигурност дали или каква ќе биде таа одлука. Меѓутоа, јас го кажав нашиот став дека за Република Северна Македонија е многу важно да имаме одлука за отпочнување на преговори и да добиеме датум за почетокот на преговори. И тука се согласивме дека врз основа на сето она што е направено во изминатиот период, во изминатите 2 години, напредокот кој што го постигнавме во однос на, би рекол, помирување со соседите, стабилизирање на состојбата во државата, стабилизирање на економски план, многобројните реформи во сите сегменти, дека навистина Република Северна Македонија заслужено може да очекува да го добие датумот за преговори. Доколку не го добие датумот или повторно биде одложено, бидејќи постои ризик Франција и натаму е резервирана, колку евентуално одлагање на оваа одлука повторно би можело да влие врз соработката, да кажам, на Северна Македонија во вашиот ресор, во сите тие акциски планови, во делот на миграцијата и така во борбата против тероризмот, дали би било тоа ризично за Европската Унија доколку Македонија повторно биде одбиена да речеме да се сврти Северна Македонија кон други некои блокови? Ние треба да видиме на чисто однос на ова прашање. Наши стратешки национални интереси и приоритети е Македонија да биде дел од европското семејство и Македонија да биде дел од НАТО алијансата. Прашањето со членството во НАТО е завршена работа, пред крај, би рекол, процедурално да се поминат сите активности за да Македонија стане
дел од НАТО алијансата и со тој чин практично ние ја гарантираме и безбедноста и територијалниот интегритет и границите на нашата држава. И исто така важен приоритет е членството во Европската унија. Се она што се прави во смисла на реформи, сите оние активности кои што ние ги превземаме заедно со Европската унија, се пред се за да тие европски стандарди и критериуми ги примениме во рамките на македонските институции. И тоа е многу важно да се воспостави еден таков систем кој што ќе функционира врз основа на европските пракси и вредности. Затоа е многу важно сите ние и граѓаните да разбереме дека отпочнувањето на преговорите или членството на Македонија во Европска унија не значи ништо друго, туку примена на тие мерки и стандарди кои што се во европските земји, членките на Европската унија, да видат и во нашата држава. Така да, во овој момент сме сите насочени како влада да што е можно повеќе разговараме во однос на постигнувањата кои што ги имаме и дека навистина е многу важно, не само за Република Северна Македонија, не само за нашите граѓани, дека е многу важно за целиот тој регион, како порака да се испрати дека навистина тоа што се прави се цени и на основа на тоа се добиваат и резултати. Одлуката за почеток на преговори, на датумот за преговори, навистина ќе значи една силна порака и до нашите граѓани да продолжиме уште повеќе, да ги мотивира институциите, да се мотивира администрацијата да работиме на примена на овие стандарди, ќе се прати порака и до целиот тој регион на Западен Балкан, така наречен, се со цел и таму да се превземаат храбри чекори мерки да се затворат сите отворени прашања кои што нашиот регион го прават нестабилен и на крајот од криштата ќе се прати една порака која што ќе го јакне и кредибилитетот на самата Европска унија. И за крај едно прашање за актуелната тема рекет. Сметате ли дека Фросина Ременски треба да биде испучена од партијата со оглед на тоа дека е сега осомничена во овој случај? Дали очекувате други членови на вашата партија да се открие дека се инволвирани? Видете, многу е важно целиот овој случај да има завршница. Секој еден кој што е дел од било каков акт кој што е осомничен и така натаму, да се поведе постапка, да се изведе пред лицето на правдата, да се докаже тоа што е моментално сомнеш и така натаму, и да покажеме дека Република Северна Македонија има капацитет да се справува и со овие прашања. Некогаш беше незамисливо да се разговара за кривично правна одговорност на било кој член на влада, директор, пратеник и така натаму во институциите. Сега гледате дека полека, но сигурно се гради тој систем, па почнуваме да разговараме не само за одговорност на бившите функционери, туку за одговорност и на оние кои што денеска се дел од институциите. Партијата ќе разговара во однос на прашањето и во однос на односот на Фросина Ременска, односно на случајот со Фросина Ременска. Јас сакам да се почитува презумцијата на невиност, меѓутоа ние мораме на основа на тоа да носиме соодветни одлуки во рамките на партијата, така да очекувам дека таа дебата ќе се отвори во партијата. Инаку, јас само очекувам институциите на системот да работат и секој еден кој што учествува не само во овој случај, него секој еден кој што учествува во криминални активности за било што и во било кој случај, во било која институција, да мора да ја сноси одговорност. Затоа што на таков начин ние спраќаме силна порака до граѓаните дека прво правдата нема да биде селективна, дека сите процеси ќе се водат транспарентно, дека институциите на државата имаат капацитет да се справат со едни вакви ситуации и на крајот од криштата да ја пратиме клучната порака како граѓани на Република Северна Македонија дека сме определени сериозно да се избориме против криминалот и корупцијата. Тоа е нешто што од нас во овој момент се очекува. Честните, одговорните граѓани на оваа држава да ги победат оние кои што се нечестни, кои што учествувале во криминална активност. Благодарам многу. Благодарам.